подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е буџетот за 2024 година и многу е јасно дека го имаме најгломазниот неразвоен буџет, многу пари без никаков ефект за граѓаните на Република Македонија, без никаков ефект за стопанството, без никаков ефект за инфраструктурата на самата држава. Буџетот визави владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на ДУИ на сите ни стана јасно дека е замислен да има голем дефицит и тој дефицит да мултиплицира јавен долг до недоглед и сето тоа за да се задоволат апетитите на властите. Ова се повторува веќе 7 година и немаше да не изненади ниту едно друго сценарио. Во меѓувреме, задолжувањата станаа толку големи да на некој начин се наметне и законот за буџети, каде што со законска рамка ќе се воспостават некои правила на играта, затоа што едноставно ако продолжиме вака расипнички да се однесуваме кон парите на граѓаните на Република Македонија и на нас како опозиција и на сите меѓународни финансиски институции станува јасно дека не одиме никаде, туку одиме во амбис. Одиме во стечај или популарно кажано ликвидација на државата. И сега веќе кога треба да го имплементираме тој закон за буџети, владата треба да ги движи параметрите на буџетот околу некои бројки, кои се карактеристични. И на сите ни стана сосема јасно дека владата нема да испочитува ниту една бројка од законот за буџети. Тоа го потврди и Фискалниот совет, представен на Комисија за финансирање и буџет од почитуваниот господин Бишев, каде што на дипломатски начин фино им кажа на владата дека во сите сегменти, клучни сегменти, имаме сериозен проблем со овој буџет. Тоа што го кажа почитуваниот Бишев, за жал не го разбрале од власта, посебно не неколку пратеници кои ќе го користат во своите реплики, дека наводно буџетскиот совет се согласил со овој буџет. Напротив, во ниту еден сегмент не се согласуваат почитувани пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. Не се согласуваат во однос на буџетската стратегија. Ние мораме да имаме стратегија за да ја ставиме државата во некој нормален колосек во однос на буџетирањето, во однос на економијата, во однос на парите. Ние имавме таква стратегија која не можеше да ја следи оваа влада која ја истата имаше донесено. Од многу едноставна причина, затоа што ниту еден параметар од таа стратегија не можеше да се вклопи во овој мегаломански буџет, во ова расипничко трошење на владата, затоа посегнаа по изработка на нова стратегија со важност 2024-2028 година. И овде ќе се наслушате дека ќе не биде и дека еден ден ќе имаме добри перформанси во економијата, во финансиите и тоа некаде 2028 година или Бог знае кога. Значи, ова е таа стратегија, ова е тоа стратешко размислување на владата, си напишаа нова стратегија каде што си дадо лабави параметри во 2024 година за да го поминат буџетот. Вториот параметар, дефицит, максимум 3%. Значи, во закон ви е ставено дека дефицитот не смее да надминува 3%. И сега што прават умните од владата, умните трошачи на народни пари од СДСМ и ДУИ? Повторно, мимо сите параметри, иако знаеме дека сите параметри ќе бидат прекршени со текот на буџетирањето и односно полнењето и трошењето на буџетот, конструираат, односно ни даваат на нас на пратениците буџет со дефицит 3,4%. Значи за 0,4% поголем дефицит од тоа што законски е дозволено.
Како ќе се брани овој тренд? Никако, затоа што не може да се брани и тука ќе се вметнат овие кризни мерки, условно во наводници, за да може тоа да се прикрие, скрие, заташка, евентуално да имаат некаква реторика пред странците, иако знаеме дека на домашниот пазар, на домашната сцена тоа не поминува. Јавниот долг 60% од БДП не смее да се зголеми. Тој јавен долг во ноември беше 60%. Сега имаме некои екзибиции, повторно играње со бруто домашниот производ, повторно играње со земање на кредити од фантастични, внимавајте, 800 милиона евра во декември, ќе се трошат до година, нема да ги прикажеме овие игрите на финансиерите од нашата успешна влада за трошење и задолжување и сега наводно ќе го прикажеле буџетот со помала вредност од 60%. Меѓутоа збориме, почитувани господа, за буџетот за 2024 година. Работата во 23-та ви е промашена. Како и да ги штелувате бројките, во 24-та година ќе имаме дефицит планиран од 500 милиона евра. Тој дефицит ќе се зголеми за многу пари. Секогаш знаеме од пракса дека тоа така. Во декември 23 година ова собрање се задолжи за фантастични 800 милиона евра. Ова се веќе пари со милиарди кои ќе ни дојдат во контото во 2024 година и како ќе биде тој јавен долг помал од 60% на никој не му е јасно, освен на магионичарите од СДСМ и ДУИ, кои играат со бројки само и само за да прикажат некаков приказ во буџетот дека ќе биле добри. Не можете да бидете добри затоа што јавниот долг со овие параметри минимум ќе биде 62-63%. Ако реално се пресмета БДП, прашање е и тогаш сосема друга приказка. За тоа во некоја друга прилика. Сега, зашто искористив вака слободен збор магионичари, еве ви експозе од министерот за финансии, дадено пред почетокот на оваа седница, односно пред да почнеме да разговараме за буџетот. Дефицит 3,4% и пазите сега, исто така 0,4% се однесуваат се мерки кои се однесуваат со мерките против кризата. И според законот за буџети сме во овие рамки. Ова, како вешто личе сум се утепал гледајќи го. 0,4% кога ќе го претворите од БДП ви се 60 милиона евра. 60 милиона евра ни оддалеку не ги покриваат проекциите на владата за кризните мерки. Тие се 600 милиона евра. Една нула се изгубила некаде по патот. Која игра и која зафраканција со интелигенцијата на македонскиот народ? Една нула, не е многу. 60 милиона и 600 милиона евра. Во суштина и многу различно. Би сакал да ни објаснат од владата дали е лапсус, дали е игра со зборови, дали е реална вредност 60 милиона евра кризни мерки. Затоа што по медиумите и овде на големо ни беше презентирано 620-650 милиона евра, еден ден 600 милиона евра, никој не знае точна бројка. Која е вистинската бројка? Од 600 милиона евра до 60 милиона евра има многу разлика. Има разлика од 540 милиона евра. Едноставно, пермутација една нула се изгубила. Би сакал одговор на ова прашање, затоа што е пресериозно да излезете на говорница и да кажете, министер за финансии, со 0,4% дека ќе ги покриете вашите планирани мерки од 620 милиона евра. Несериозно. Или треба да не биде сосема јасно дека во суштина тоа се пари од буџетот, кои еднаш се поминати на буџетот, а втор пат се прикажуваат како кризни мерки, па сега ќе играме со бројките и ќе едноставно играме со чувствата на граѓаните, со чувствата на фирмите. Или многу јасно црнето да стане бело, има тука некои приказни и со сивата економија и со легалните пари.
За да помине оваа приказка, владата мораше да го прикаже и овој буџет како кризен. Во ред сте одлучиле така да биде, благодарение на нас, за интерес на граѓаните. Овде беше спомнато, немаме ништо против ако граѓаните добијат 1 денар повеќе. По било кој основ. И за ученици, и за студенти, и за вработени, и за пензионери, и за социјални случаи, за било кој. Меѓутоа, овие 620 милиона евра, 650 милиона евра, не се намените за ова намена. Овие пари, за овие категории не надминуваат повеќе од 150 милиона евра. Во најдобра варијанта. Сите да ги потполнат документите кои се гломазни, масивни, тешко достапни за одредени категории на луѓе и верувам ќе дигнат раце од сето тоа, ќе биде релативно неуспешна мисија. Каде се останатите 470 милиона евра? Ова е многу интересно прашање, со оглед на тоа што збориме повеќе денови за буџетот, би сакало овде да се задржи. Тие пари, почитувани граѓани на Република Македонија, ќе завршат во фирмите. Ќе завршат по разни основи, никој не ги знае основите. Никој не ги знае правилата, кој ќе добие помош, каква ќе биде таа помош, за кои сектори, под кои услови, дали се неповратни пари, дали се повратни пари, дали се кредити, никој не знае во оваа држава. Тоа ќе се прави на дневно ниво, според потребите на фирмите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на други. И затоа тврдиме дека ова е класична манипулација пред избори, каде што на СДСМ и ДУИ ќе и требат пари за подкуп на изборите. Затоа велиме дека овие пари се за подкуп и затоа велам дека овој буџет е за подкуп. Затоа што немате правила на играта. Кога нема правило, тоа знае се како завршува. Завршува со корупција, завршува со криминал и тие пари ќе се најдат на црниот пазар, нормално и за купување на гласови, затоа што тотално не ве бива и ако излезете на фер избори ќе добиете фијаско. Тоа ви е кристално јасно. Ме интересира и да ми одговори некој. 9 пакет на мерки. Никаде во буџетот не видов од претходните 8 пакети колку пари се вратени. Никаде вака овие читачите на убави статистички податоци не кажа колку од тие 9 пакети, зборувам за фирмите, парите што завршили кај народот, завршили и тоа го поддржуваме. Колку од тие пари биле неповратни, колку се повратни. Каде се повратните пари? Кој ги вратил? Каде ги гледаме ние тие пари во буџетите во Република Македонија? Многу големи бројки, а ги нема парите. Ке искористам, тука имаше една реплика. Отворени 8500 фирми, затворени 6500. Тоа е таа приказка, тоа е таа матрица на СДСМ и ДУИ. Почитувана колешке, затвараат фирми големите бизнисмени од СДСМ, затоа што со тоа се губи трагот на овие пари. Кристално ни е јасно. Вашите врвни функционери затвараат фирми затоа што зимат помош од владата, носат фирми во стечај, отвараат нови фирми. Видена матрица, виден криминал. Обичен човек што ќе добие и мала финанска средства, треба да ги врати. Никој од СДСМ не вратил едно денарче. И после се чудиме каде се тие пари. Никаде ги нема. Тие пари се само статистички загуби на буџетот. Дадена помош во наводници, ќе ги реинвестираме, кредити, меки, онакви, вакви, ги нема парите. Ги нема. И сега зборуваме за буџет, зборуваме за развој. Граѓаните треба да бидат свесни дека ова е манипулација. Ќе ги потсетам 2020 година. Беслимовски излезе и рече нема да скапне струјата. Завршија изборите, помина подкопот како што помина,
направивте, како што направивте влада, првата седница на регулаторна комисија скапна струјата. Да не се чудат граѓаните зошто овие антикризни мерки се 6 месеци, пресметано 12 месец и 5 месеци до изборите. Зарем граѓаните, учениците, социјалците немаат потреба од помош понатаму. Ке заврши кризата со денот на изборите. Како ги дизајнирате за баш 6 месеци? Како? Да, и пензионерите завршуваат учебна година, и социјалците завршуваат учебна година, и вработените завршуваат учебна година, колешки. Не. Ова ви е чиста проекција, затоа што ММФ ви веќе гледа во буџетот, за да може да поминете подкуп. Затоа после изборите треба да биде јасно на граѓаните дека ова не е одржлива политика, дека ова е само манипулација со граѓаните на Република Македонија. Играње со нивните чувства. Ова е понижување на интелигенцијата на луѓето. Луѓето бараат пензија, не бараат милостина. Луѓето бараат пристојна социјална помош, не бараат милостина. Учениците бараат фер услови, не пари повише, училници, кабинети, современи нагледни средства. Затоа немаме развој. Затоа оваа влада мора да замине во историја, затоа што е лоша за државата, лоша за граѓаните на Република Македонија. Што да кажам на крајот за буџетот? Лика и прилика на досегашните 6 буџета кои ги има оваа влада, лика и прилика на владењето на СДСМ и ДУИ. Мегаломански и повторно нема пари ниту за луѓето, ниту за стопанството, ниту за екологијата, ниту за земјоделието. Кој виде аир нешто во оваа држава, освен мокниците и олигарсите на СДСМ и ДУИ. Тогаш се поставува логичкото прашање, веќе кога се осмелувате да реплицирате. Зошто се незадоволни земјоделците? Зошто се незадоволни вработените во јавната администрација? Зошто се незадоволни во образование? Зошто армијата бара поголеми плати? Зошто полицијата бара поголеми плати? Зошто немаме ниту една видлива капитална инвестиција? Зошто не ги завршивте дури и почнатите проекти од ВМРО-ДПМН? Одговорот е затоа што имаме расипничка влада која ги интересира само интересите на олигархијата. И сметат дека олигархијата преку своите вработени, преку своите канали, преку своите механизми ќе успеат да и донесат успех на оваа влада. Не може. Не може затоа што веќе е прочитана приказната. Не може затоа што народот е сиромашен. Затоа што куповната мок на народот е слаба. Затоа што луѓето, погледнете, кога ќе излезат од маркет, првото што го прават е гледат во фискалната сметка. Не колку ДДВ ќе и вратите, каде се потрошени тие големи пари, а многу малку намирници во кесата. Тоа е реалноста. Сакале вие да признаете или не сакате да признаете. Затоа се потребни избори и овие работи еднаш за секојаш да се расчистат. Добро е што имаме закон за буџети, на виделина ви кажа дека не ви бива и дека и овој буџет ви е незаконски и гломазен и неразвоен и типичен за СДСМ и ДУИ кои не се грижат за граѓаните на Република Македонија. Благодарам.